Почитувани сограѓани, необележани улици и необележани пешачки премини се сликата за Битола откако власта ја освои ДПМНЕ и Коњановски. Сообраќајниот хаос стана секојдневие на битолчани. Загрозена е безбедноста и на пешаците, и на велосипедистите, и на возачите. Градоначалникот на Битола, Тони Коњановски, иако има законска обврска да ги бележи улиците и пешачките премини, и по скоро 7 месеци нема ниту една улица обележано. Освен за нас битолчани, градот е небезбеден и за сите кои доаѓаат во Битола. Со себе, покрај другите спомени, ќе понесат и спомени за град, без обележани улици и во тотален сообраќаен хаос. Го прашуваме градоначалникот Тони Коњановски. Дали е точно дека неколку пати пропаднал тендерот за обележување на улиците во Битола? За кого се мести тендерот, па општината не успева неколку пати да избере економски оператор кој ќе ги бележи улиците во градот? Ке понесете ли, градоначалниче Коњановски, одговорност за сите нестреки кои се случуваат и ќе се случат заради необележани улици и пешачки премини? Зошто јавното предпријатие Паркинзи не ги бележи пешачките премини? Опрема има, ја купивме ние во претходната локална самоуправа. Апелираме до градоначалникот Тони Коњановски да одговори на прашањата и што побрзо да ги обележи улиците во градот. Додека се случи тоа, советниците од поинаку нека ги обележат најкритичните улици и пешачки премини во Битола, исто како што го правеа тоа кога СДСМ го водеше градот. Или сега, откако станаа власт, не ги гледаат недостатоците во Битола.